Сите и пред се сакам да ви се заблагодарам што се приклучивте на денешниот вебинар кој е посветен на сопствено производство на електрична енергија од обновливи извори со фокус на како да фотоволтаична електрана за вашиот дом по повод Светскиот ден на планетата Земја 22 април. Јас сум Марија Штериова, проектна координаторка во Екосвест и работам на програмата за енергија. Денешниот вебинар е посветен на тоа, на концептот за прозумерство, односно како домаќинствата можат преку изградба на фотоволтаична електрана да се стекнат со статусот на потрошувач-производител, да произведуваат собствена енергија, како и вишокот да го предаваат во електродистрибутивната мрежа. Целта на вебинарот е да се информираме и едуцираме и сите кои што се заинтересирани за можностите и предностите за изградба на фотоволтаична електрана на семејниот дом, да понудиме конкретни насоки и ресурси за имплементација на вакви одржливи практики, како и да потикнеме простор за дискусија, како и да разменеме искуства за примена и искористување на овој обновлив извор во домаќинствата. За што ќе разговараме во текот на овој вебинар и оваа презентација, ќе ја објасниме клучната терминологија која што е поврзана со концептот на прозумерство и фотоволтаична електрана, кои се неопходните и клучни елементи, вклучувајќи и проценката на трошоци за изградба на фотоволтаичната електрана. Понатаму ќе дадеме осврт и на законската процедура, односно кој е начинот како и кои се чекорите за стекнување на овој статус и како за крај ќе дадеме начин на пресметка на побарувањата од страна на потрошувачот производител, како и обврските помеѓу самиот тој и снабдувачот. Во однос на самата дефиниција и односно кој е потрошувач производител, таа е утврдена според правилникот за обновливи извори на енергија, согласно Законот за енергетика и согласно последните измени и дополнувања на овој правилник. Таа гласи вака: потрошувач производител е домаќинство, заедница на домаќинства сопственици на посебни делови во станбена зграда или заедница на домаќинства сопственици на посебни делови во станбена зграда кои склучиле договор за вршење управувачки услуги со управител на станбени згради за потребите на заедничките делови во станбената зграда, мал потрошувач, буџетски корисник и единка корисник кој изградил објект за производство на електрична енергија од обновлив извор, при што произведената електрична енергија ја користи за сопствена потрошувачка, а вишокот на произведената електрична енергија го предава во електродистрибутивната мрежа. Што значи дека секој крајен потрошувач на електрична енергија може да се стекне со овој статус на потрошувач-производител, со што може да учествува во производството на енергија од обновливи извори за сопствени потреби. Важно е да се напомена дека согласно правилникот и законот за домаќинствата инсталираната моќност не смее да биде поголема од 6 киловати. На овој слайд и на оваа илустрација е представено како функционира фотоволтаичната електрана. Можеме да забележиме дека фотоволтаичната електрана како клучен елемент ги содржи фотоволтаичните панели, кои што може да бидат инсталирани на кровната конструкција од едно домаќинство или на некоја друга слободна површина, при што нивна функција е да конвертираат сончевата светлина во електрична енергија, односно фотоволтаичните панели ја абсорбираат сончевата светлина и генерираат еднонасочна енергија, која понатаму се упатува кон уредот наречен инвертор, при што инверторот служи за конверзија на оваа еднонасочна енергија во наизменична енергија, која понатаму се носи до електричните инсталации на домаќинството за напојување на електричните уреди. Во моменти кога производството на електрична енергија од фотоволтаичната електрана ја надминува сопствената потрошувачка, тогаш станува збор за вишок на електрична енергија, при што таа поминува низ инверторот и се насочува кон двонасочното броило, при што овој вишок на електрична енергија се впушта во електродистрибутивната мрежа.
Додека пак во моменти кога потребите за енергија на домаќинството се надминати во однос на производството на електрична енергија од фотоволтаичната електрана, тогаш исто така се превзема од мрежа електрична енергија. Клучно што треба да кажеме за искористувањето на фотоволтаичните панели и производство на сопствена енергија, тоа што може да се заштеди на сметките за електрична енергија, како и да се применуваат одржливи практики. На следниот слајд исто така е представено соодносот на дневно производство и потрошувачка на електрична енергија. Кога имаме фотоволтаична електрана, можеме да забележиме дека најголемо производство на електрична енергија од фотоволтаичните панели имаме во текот на средина на денот, односно кога сонцето е со највисок интензитет, додека пак најголемите побарувачки за мокност кај домаќинствата се јавуваат во утринските часови, кога луѓето се спремаат за на работа, подготвуваат појадок, како и на крајот од денот, кога подготвуваат вечера, ги вклучуваат електричните уреди и слично. Карактеристично што можеме да забележиме дека односот на само потрошувачка е многу мал и тоа е означен со светлосина боја, додека со виолетовата крива е представена потрошувачката на електрична енергија на едно типично домаќинство. Исто така во однос и на месечното производство и потрошувачка, согласно големината на денот, како и бројот на сончеви часови, можеме да забележиме дека вишок на произведена електрична енергија од фотоволтаичната електрана имаме во летните месеци, со што најоптимално е при самиот процес на изградба, како и искористување на оваа енергија, таа да се искористува во моментот кога се произведува. Значи да се применат одржливи практики, да се вклучат колку што е можно уредите во текот на денот. Понатаму, на следниве неколку слајда ќе ги објаснам клучните елементи од кои што е составена фотоволтаичната електрана, која е нивната функција, како и нивни карактеристики. Како први тоа се фотоволтаичните панели. Како што претходно споменав, тие служат за конверзија на сончевата светлина во електрична енергија преку фотоволтаичен ефект. Тие се составени од фотоволтаични келии кои што можат да бидат поврзани сериски или паралелно и се поставени во рамка која што е обложена со стакло заради заштита и безбедност. Карактеристика кај фотоволтаичните панели е самата ефикасност, односно процентот на конверзија на сончевата светлина во електрична енергија и во зависност од типот на модулот, како и производителот, може да се најдат фотоволтаични панели со ефикасност која се движи од 15 до 23%, што значи дека гаранцијата на готов производ изнесува некаде околу 15 години, додека за 85% излезна мокност, тие можат, нивниот животен век е и до 25 години. Исто така многу е важна и безбедноста и заштитата на фотоволтаичните панели, кои што исто така влијае врз ефикасноста на панелот и производство на електрична енергија. И тоа се надворешни влијанија, како што се ветар или удари од гром. Пак карактеристично за фотоволтаичните панели е тоа дека може да издржат ветрови до 120 км на час, како и удари од град со величина од 2,5 см и брзина од 25 метри во секунда. Како следен карактеристичен, односно клучен елемент и најкомплексен, тоа е инверторот. Како што претходно споменав, негова клучна функција е да трансформира еднонасочната струја во наизменична струја, но и покрај оваа функција тој има и други функции кои што ги извршува, а тоа е да го следи и оптимизира производството на електрична енергија во зависност од промената во сончевото зрачење и колку тоа се произведува електрична енергија.
Понатаму да ги усогласува некои од техничките параметри на струја, како синхронизација на фаза на струја и на фреквенција, напонско ниво и слично, како и да извршува одредени безбедносни функции, односно во случај на дестабилизација да не дојде до некој дефект, како и оштетување на самата инфраструктура. За инверторот карактеристично е тоа дека треба да биде компатибилен со самата инсталирана моќност на фотоволтаичните панели. Исто така гаранцијата на инверторот изнесува некаде околу 10 години, што значи дека за животниот век на фотоволтаичните панели, односно на електраната, до 25 години, тој можеби ќе треба да се замени еднаш или да се репарира. Како следен елемент понатаму имаме мерен орман, каде што е сместено двосмерното броило. За двосмерното броило карактеристично е да кажеме дека тоа ги мери количеството на електрична енергија, односно вишокот на електрична енергија која што се предава во електродистрибутивната мрежа, произведена од фотоволтаичната електрана, како и количеството на електрична енергија која што е превземана од електродистрибутивната мрежа од страна на домаќинството. Како и заштитна опрема. Понатаму во склоп на фотоволтаичната електрана може да се инсталира и батерија, односно се постави батерија, која што ќе служи исклучиво да складира енергијата која што е произведена од фотоволтаичната електрана, што значи дека батеријата не прима ниту испраќа енергија во електродистрибутивната мрежа. Овој елемент е битен бидејќи може да допринесе за заштети како и независност, односно во текот на денот произведената енергија од фотоволтаичната електрана се користи за потребите, додека вишокот се складира во батериите и се користи за понатамошна употреба, односно во периоди кога немаме сончево зрачење, а имаме потреба од електрична енергија. И секако останатата опрема, која што е невидлив дел на фотоволтаичната електрана, а тоа се прекинувачи и склопки, кабли, конструкции и подконструкции. Во поглед на предусловите за изградба на фотоволтаичната електрана, важни се неколку работи. На прво место тоа е самата кровна конструкција, која што треба да биде исправна и стабилна, согласно инженерските практики и стандарди. Понатаму, клучна е и самата ориентација, односно поставеност на фотоволтаичните панели. Карактеристично е тие да се поставуваат на јужната страна заради максимална искористливост, односно ефикасноста на конверзија на сончевата светлина, но исто така во зависност од расположливоста на кровната конструкција, како и од потребите на самото домаќинство. Фотоволтаичните панели можат да бидат поставени и југоисточно, како и југозападно. Понатаму, важен предуслов е и самата површина на кров, како и самиот ангажиран изведувач треба да провери дали постојат одредени пречки при поставување на фотоволтаичните панели во однос на антени или оџаци, бидејќи се појавуваат сенки, со што може да се намали осонченоста, како и производството на електрична енергија. И како друга работа, тоа е наклонот на кров. Во нашата земја практика да се поставуваат фотоволтаичните панели со наклон на кров од 35 степени, но и во други случаи каде што кровната конструкција го нема овој наклон, тоа лесно може да се обезбеди со дополнителни подконструкции во однос на хоризонталната површина. И код други предуслови, тоа е електричната инсталација, односно доколку домаќинството има има неефикасни осигурачи, тие треба да се заменат. Исто така, доколку домаќинството користи стари осигурачи со прекинувачи, тие исто така треба да се заменат со брзи автоматски осигурачи, бидејќи овој елемент има особена важност
кога ќе се случи некоја преоптоварување или краток спој, да ја прекине самата електрична енергија, односно да не дојде до избивање на пожар, како и други штети, како и исправна громобранска инсталација, која што треба да е со многу мала отпорност, со што лесно ќе овозможи, односно брзо спроведување на енергијата при удар од гром до земјата, што служи како заземјување и што нема да помине низ останатата електрична инсталација, така што нема да предизвика дополнителни материјални штети, како и ќе допринесе за безбедноста на животите на луѓето. Понатаму, на следниот слајд, ќе видиме како може да се направи проценка на потребата, како и пресметка за изградбата на фотоволтаичната електрана од страна на тој што е заинтересиран, некоја груба пресметка. Па како може да се направи тоа? Тоа се прави така што се анализира годишната потрошувачка на домакинството и се зема самото количество на електрична енергија која што е потрошена во висока тарифа за период од една година, односно за претходните 12 месеци, доколку домакинството не ги поседува самите сметки за електрична енергија во физичка форма, тоа може да пушти барање до снабдувачот или доколку е преку универзалниот снабдувач, тогаш може тоа да се изврши преку онлайн платформата на официјалната страна на ЕВН, како што е тука линкувана. Исто така, доколку е потребна некоја подетална анализа, податоците од броилото за потрошувачка на електрична енергија може да се добијат и на часовно ниво, со што се пушта барање до електродистрибуција АД Скопје. Откако ќе ги имаме овие податоци, ние лесно можеме да пресметаме која би била потребната мокност на фотоволтаичната електрана за домакинството, согласно типот на модулот кој што ќе се користи, колков би бил бројот на панели, како и согласно димензиите, која е потребната површина на кровот и на крај да добиеме некоја оквирна цена. Значи, ова е делот, овде имам представено дел од фактура за електрична енергија и со жолта боја е означен делот кој што се зема, односно количеството на енергија кој што е потрошено во висока тарифа, и така се прави за 12 месеци за да се добие самата годишна потрошувачка на едно домакинство. Во однос на тие што се заинтересирани, кога е ниска тарифа и висока тарифа, како и како се движат блоковите, тоа може лесно да се провери на официјалната страна на ЕВН, како што е линкувано долу на овој слајд. Во однос на примерот, овде ќе објаснам на кој начин се случува пресметката и како можете сами да се направите оваа пресметка, односно кои се трошоците за изградба на фотоволтаична електрана согласно вашата годишна потрошувачка. За овој пример е земено едно типично домаќинство кое што има годишна потрошувачка од 6500 киловат часа, па како ќе добиеме потребната мокност на фотоволтаичната електрана. Тоа е така што оваа годишна потрошувачка ја делиме со просечното сончево зрачење во нашата земја, а тоа е некаде околу 1300 киловат часа на киловат пик, со што добиваме дека потребна мокност за оваа годишна потрошувачка на домакинството е 5 киловата. Понатаму избираме тип на фотоволтаични панели, доколку земеме фотоволтаичен панел кој што има номинална мокност од 550 вати, добиваме број на потребни панели 9,09, што треба да се заокружи, дали на погорна или пониска вредност, во овој случај 9 или 10, што во овој пример е земено 10 панели.
Па како би ја пресметале потребната површина на кров, така што овие 10 панели, односно вредноста, ја множиме со самата димензија, односно површина на фотоволтаичниот панел, кој што го избираме. Во нашиот случај тоа е 2,7 метри квадратни, со што добиваме приближно 27 метри квадратни потребна површина на кровот за поставување на овие фотоволтаични панели. И понатаму за оквирната цена на фотоволтаичната електрана, можеме да кажеме дека во нашава земја просечната цена е од 1000 до 1200 евра за моментална цена по инсталиран киловат, така што за 5 киловати мокност на фотоволтаична електрана трошоците би биле некаде од 5000 до 6000 евра. Понатаму, откако ќе направиме сите овие пресметки, исто така препорачливо е да се консултираат експерти, како и компанија која што ќе го води овој процес, со што може да се изврши техноекономска анализа за оптимизирање на самата фотоволтаична електрана согласно потребите, како и да се скрати самиот период на поврат на самата инвестиција. Понатаму следно, откако ќе се направат овие анализи, следно е прилагодување на мерно место, односно поставување на фотоволтаичната електрана. И како последен чекор, тоа е потпишување на договори за приклучок и снабдување, како и ставање во употреба на фотоволтаичната електрана. За изграда на фотоволтаичната електрана, како што претходно представи, значи максималната мокност во нашата земја изнесува до 6 киловати. Карактеристично е тоа што е поедноставена процедурата за поставување на фотоволтаична електрана, што сега не се потребни никакви дозволи. Туку доволно е самото домаќинство кое што планира да ја поставува фотоволтаичната електрана, да има пополнето известување со некои општи информации, и овие се доставуваат до единицата за локална самоуправа, односно општината. Понатаму примерок од основен проект за изведба, односно фаза архитектура и фаза електрика, како и имотен лист таму каде што треба да биде поставена самата фотоволтаична електрана. Во самото известување треба да биде наведен и самиот изведувач, при што треба да има лиценца за поставување согласно законските процедури, минимум лиценца Б. Во однос на времето за изградба, тоа се движи од 1 до 3 дена, во зависност од инженерите и техничките лица, како и дали е потребно некоја дополнителна подконструкција за поставувањето на фотоволтаичната електрана. Како следен чекор, тоа е прилагодување на мерно место. Откако ќе се постави самата фотоволтаична електрана, инженерот треба пробно да ја пушти самата фотоволтаична електрана, дали е се во ред. Понатаму се пушта барање за согласност за приклучување на производителот до соодветниот кориснички центар на ЕВН електродистрибуција ДОЕЛ, при што на терен се пуштаат инженери од ЕВН електродистрибуција ДОЕЛ, при што тие прават проценка на самите активности, обезбедуваат приклучок на соодветниот објект, како и тие се задолжени за инсталација на двосмерното броило, но откако ќе се добие позитивно решение, тогаш се менува броилото со двосмерно броило. И откако тоа ќе биде и тој самиот административен трошок ќе се помери од страна на потрошувачот производител, односно корисникот, следува подпишување на два договори. Првиот договор е договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена стандардна едновременна мокност на приклучокот до 100 киловата помеѓу корисникот и ЕВН електродистрибуција ДОЕЛ, како и договор за снабдување со електрична енергија помеѓу корисникот и ЕВН ПОМДО, односно универзалниот снабдувач. На кому му се најмногу исплати поставувањето на фотоволтаичната електрана во поглед на домаќинствата, оние домаќинства кои што имаат поголема потрошувачка, и таа е барем 4000-5000 киловата часа годишно, или во најдобар случај доколку имаат
годишна потрошувачка на електрична енергија од 7000 во опсек од 7000 до 8000 киловати часа годишно. Исто така, треба се запазени и мерките за енергетска ефикасност, со што инвестицијата може да биде поисплатлива. Во поглед на периодот на исплата, за фотоволтаична електрана од 5 киловата, тоа е некаде до 10 години, но исто така, доколку имаме што повеќе сопствена потрошувачка, односно трошење на произведената електрична енергија во самиот момент, тогаш овој период може и да се намали. Што се случува во однос на вишокот на произведена електрична енергија? Можеме да кажеме дека вишоци се јавуваат кога моменталното производство е поголема од тековната сопствена потрошувачка на електрична енергија и така фотоволтаичната електрана автоматски ги предава овие вишоци во електродистрибутивниот систем. Во нашава земја пресметковниот период изнесува 6 месеци, при што првиот пресметковен период е од јануари до јуни, а вториот пресметковен период е од јули до декември. Како се пресметува цената, односно трошокот за вишокот на електрична енергија која што се предава во електродистрибутивната мрежа? Таа е изрегулирана согласно следниве формули кои што се представени овде и е во зависност од односот на вкупна електрична енергија која што е испорачена од снабдувачот и превземена од потрошувачот производител, како и вкупната електрична енергија која што е предадена во електродистрибутивната мрежа од страна на потрошувачот производител, како и овде се зема во предвид и просечната цена која што исто така може да се види колку е, мислам дека околу 4,56 денари за киловат час. Да не оптеретувам презентација, овие информации се лесно достапни и може да се најдат и на веб страницата за која што ќе дадам збор подоцна. Во однос на цената на струјата на потрошувачите производители, сметките за електрична енергија се скоро исти како и на обичен корисник кој што не е потрошувач производител. И овде се извадени кои се цените и овие цени лесно можат да се проверат на официјалната страна на ЕВН. Важно е тоа што дека кај потрошувачите производители се случува порамнување, кое што претходно го споменав, и тоа се случува на 6 месеци. Мислам дека ги опфативме сите важни карактеристики и ги објаснивме потребните работи кои што се поврзани со стекнување на статусот на прозумер, конкретно за домакинствата и кој е начинот на искористување на овој обновлив извор. Во однос на тоа, препораки за граѓаните да спроведуваат мерки за енергетска ефикасност, да имаат претходно технички предуслови за изградба на фотоволтаичната електрана, правилно да одредат потрошувачката на електрична енергија во претходните 12 месеци, како и да ангажираат компанија која што ќе води процесот од почеток до крај, да биде оптимално димензионирана електраната, што значи да не се појават загуби, односно да оптимизирана самата потрошувачка и производство на електрична енергија. Домакинството да искористува електричната енергија во моментот кога се произведува, при што ќе се допринесе исто така за почист воздух, како и почиста животна средина, а исто така тоа ќе влие и на локалното производство на електрична енергија, односно ќе се допринесе и за процесот на децентрализирана енергија, кој што е исклучиво важен во моментот во кој што се наоѓаме сега, а тоа е во процесот на енергетска транзиција. Како и треба се следат субвенциите доколку постојат, како и да се заштеди за изградба. Во однос на препораките за носителите на одлуки, на страната на Екосвест има публикација предлог препораки, од која што се извадени овде неколку клучни точки, а тоа се изменување и дополнување на правилникот за обновливи извори на енергија,
односно да се зголеми вкупната инсталирана мокност на фотоволтаичните системи за домаќинствата од 6 киловати на 9 киловата. Понатаму откупната цена на вишокот на електрична енергија од фотоволтаичниот систем да биде иста со цената по која домаќинствата ја купуваат електричната енергија од универзалниот снабдувач. Во однос на законот за градење да се предвиди изменување и дополнување во однос на постапката за поставување на други типови соларни системи, како што се фототермалните системи. Како и трета клучна точка, тоа е целосна дигитализација на постапката за приклучување на електродистрибутивната мрежа, како би се избегнале некои технички, како и административни бариери кои што постојат сега и одзимаат време за самиот тој процес. Уште една карактеристика која што заборавив да кажам, односно препорака, е тоа да се зголемат самите капацитети на напојните трансформаторски станици, бидејќи тоа денес представува многу голем предизвик и тоа е клучна пречка зашто не може овој концепт да се шири, како и домаќинствата да имплементираат и интегрираат фотоволтаични електрани. Ви благодарам за вниманието и како за крај можам да посочам самата веб страна која што е развиена согласно активностите на проектот Прозумери. Тоа е prozumer.mk, каде што овде можете да ги најдете сите релевантни информации како и ресурси во поглед на овој концепт за прозумерство и да се информирате и едуцирате. Доколку некој има некое прашање или сака да сподели некое искуство, може слободно да се вклучи